Dank, guten Abend. Денеска ќе продолжиме, односно ќе им дадеме повторно акцент на вежбите од работната. Предпочитам оваа лекција да ја сработиме во работната поголем дел од вежбите кои што се поврзани со перфект. Ќе ви кажам и зошто. Затоа што во втората, односно во 12-тата лекција, втора со перфект, не е толку обсежен перфектот, не се толку опфатени глаголи. Најчестите глаголи се глаголи кои што градат перфект со хабен и тие се поголем број. Овие другиве се помалку, ќе ги поминеме секако денес и ќе започнеме со 12-тата лекција. Зборував со Весна, што е исто професорката и собственичка на училиштето. Ни преостанува еден час, на кој што час треба да го провериме нашето знаење. И сега пак треба со нејзе, еве деновиве утре, да се консултирам, за да ви кажам кога ќе биде тој час. Затоа што тој час е за повторување, односно ви давам тест, го решавате и потоа дискутираме зошто треба да е вака, а не така или зошто е така, да каже некој што го има точно одговорено. Меѓутоа со нејзе ќе стапам во контакт утре, ќе се консултирам уште еднаш, па ќе ви кажам како ќе го изведеме тој час. Секако мислам дека не е коректно да биде оваа недела, затоа што веќе не сме се договориле, меѓутоа ќе остане со нејзе да се консултирам и да ви кажам. Страната... Да, повели, Борче. Дали може да прочитаме текстот ако не го напишете? Може слободно. За Златан Ибрашимович. Добре. Zlatan Ibrahimović ist ein sehr bekannter Fußballspieler aus Schweden. Ist 44 Jahre alt. Seine Herkunft ist bosnisch-kroatisch. War sein Vater aus Bosnien und seine Mutter aus Kroatien kommt. Sein Beruf ist Profifußballer, aber heute ist im Ruhestand. Wohnt in Stockholm. Hat zwei Kinder, Maximilian und Vincent, und seine Muttersprache ist Schwedisch, aber spricht auch Englisch, Italienisch und Bosnisch-Kroatisch. Sein Lieblingsessen ist Pizza und Jalapeno. Hat eine Schwester. Seine Hobbys sind Kampfsport, Fitness und Autos. Да, супер. Супер, Борче. Одлично. Ништо? Во работната тетрадка на страна 84, што ќе споделам, ќе работиме вежбата број 4. Каде што вели Ergänzen Sie haben in der richtigen Form. Односно, дополните го помошниот глагол haben во точната форма. Освен што ќе ги дополнуваме речениците со помошниот глагол haben, истите тие реченици ќе ги правиме во сегашно време. Значи, тука се во перфект, ќе ги направиме во сегашно време. Првата е веќе дадена и вели Haben wir jetzt alles für die Party? Таа не е во перфект. Имаме ли се за забавата? Ich denke ja. Ајде да видам Енвер што ќе дополниме на првото празно место, односно Б. Ќе го смалам за да можем да пишувам. Да. Еве го. Ова, каде што е празното место? Уште еднаш сега? Сега ќе проверам уште еднаш да го споделам. Ево. Се гледа ли сега? Се гледа, Енвер? Јас го гледам, не знам.
Још еднаш. Може, не знам. Сега дали се гледа? Сега Енвер ќе го сликам и ќе пратам за тоа време и Наташа. Нарете, таман. Да, ја мислев ќе можам, ама не можам. Да го пратам во исто време и да слушам. Јас слушнав, ама е само да го испратам. Камера. Да, сега окей. Добре. Јас отворив. Добре. Значи, hast du auch Brot gekauft? Зошто hast, Наташа? Добре, да. Добре. Така да, па тоа сам сакав да го слушнам. Дека во второ лице ќе биде hast. Добре, значи сега ќе го напишеме. Hast du auch Brot gekauft? Како ќе биде ова реченица во сегашно време? Може слободно, како сакате, така да. Сега да видиме прашањето, прашање е во прашање. Прашање. Треба да започне со што во сегашно време? Да, во сегашно. Со глагол треба да почне. Так, kaufst du auch Brot? Во реченицата во сегашно време не треба да има помошен глагол. И глаголот што е во партици перфект треба да го направиме во сегашно време. Добре? Ајде сега следната може Енвер, веќе ако гледате. Ај сега ќе го испратам, сепак тргнав. Сепак нели тргнав да го испратам, ама ајде. Сега. Евако. Ајде Борче додека го отвори Енвер. Не, со јакла. Таму е обележано. Со јакла. Прво да го дополниме haben во перфект реченицата, а потоа ќе ја направиме во сегашно време. Ich. Das. Јас се извинувам, повикот ми изфрли. Зашто не знам. Ми изфрли самиот мит. Сега Борче.
Ајде, Бурче. Ja, klar. Das habe. Heute Morgen schon gekauft. Das habe ich doch heute Morgen schon gekauft. Da? Das habe ich doch heute Morgen schon gekauft. Оваа реченица е во перфект. Како ќе биде оваа реченица во сегашно време? Кој сака? Ако сака и Борчо слободно. Добро. Пак реченицата треба да почне со das. И само на местото на помошниот глагол да стои главниот глагол менуван според лице. Das kaufe ich doch heute Morgen. Heute Morgen schon. Да. Следната реченица, Марија? Den Kuchen hat Julia gebacken. Тоа е реченицата во перфект. Den Kuchen hat Julia gebacken. Како ќе биде ова реченица во сегашно време, Марија? Реченицата ќе остане со den Kuchen. Bakt. Bakt, глаголот backen е неправилен глагол, односно добива умлаут во второ и трето лице еднина. Добро. Следната, Енвер, сега може? Sehr gut. Und was haben wir zu trinken? Und was haben wir zu trinken? Да, оваа реченица е во сегашно време. Следната реченица, Наташа? Добро. Зупа. И следната. Wo habt ihr das Geschenk für Julia? Добро. Следната, Борче? Um 6 Uhr. Jetzt. Да. Gut, und ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles. Супер. Ајде сега следната вежба. Ergänzen Sie haben und das Partizip. Значи не само haben сега, туку и глаголот во партицип. Глаголите се дадени горе. Исто така,
ќе ги пишуваме речениците и во сегашно, односно и во перфект, и во сегашно време. Првата реченица гласи Am Sonntag Јас имам едно прашање. да, Ќе биде ли грешка ако го кажеме Јулија бак ден кухен? нема да биде грешно ако кажеме, меѓутоа ако реченицата е поставена вака како што е поставена, тогаш не е ништо страшно да ја направиме исто како што е дадена. Во суштина, никогаш не се менува во вакви реченици. Никогаш не се менува редот на зборовите. Тој треба да остане ист, а инаку е точна реченицата. Значи, граматички поточно така како што е. Не, граматички е исто точно. Меѓутоа, кога имаме поставено реченица, и истата треба да ја направиме, нели збориме за пишување, тогаш треба да се водиме според тоа што ни е дадено претходно. Не дека не, и двете се граматички точни реченици. Тут имам проблем затоа што сега како што напишана реченицата не ми звучи точно. И ко мислам ти не звучи точно, мислам ти е грешка. Не, точна е и вака и така. И во двата случаеви е точна. Ајде сега реченицата Am Sonntag habe ich geschlafen, да ја направиме во сегашно време. Може, Марија? Am Sonntag schlafen ich. Дали ќе биде schlafen? Schlafen. Шлаф. Секогаш, значи, глаголот го менуваме според личната заменка која што ни е дадена во реченицата. Ајде сега Бурче под Б. Haben. Добро, да, супер. И на крајот од овие глаголи горе што се дадени. Каде gelernt, така. Може ли, Борче, оваа реченица да ја направите во сегашно време? Хабен сега не ни треба во речениците во сегашно време, не ни е потребен помошен глагол. Туку само главниот глагол, кој што е тука во партици перфектова gelernt, треба да биде менувано во инфинитив според оваа лична заменка зи. Глаголот во инфинитив е lernen. Во lernen Sie Deutsch. Да. Во lernen Sie Deutsch. Во lernen Sie Deutsch. Добро? Хајде следната Енвер. Сега го гледате екранот. Не, гледам. Ајде пак. Сега. Ајде за тоа време, Наташа. Така. Само да му испратам. Ich habe Kuchen gebacken. Да му испратам на Енвер. Интернет или нешто. Ich habe Kuchen gebacken. Како ќе биде сега, Наташа, оваа реченица во презенс, во сегашно време? Да, ich backe Kuchen. Следната, Енвер?
Под Д, да. Eingeladen. Така, eingeladen е на крај, а на почетокот? На почетокот треба да е помошниот глагол haben. Haben Sie geladen? Со ду е, со ду. Оваа реченица. Под Д. Значи, hast du Hast du eingeladen? eingeladen е на крај. Hast du deine Schwester auch in der Party eingeladen? Така, hast du, да, deine Schwester auch zur, Deine Party eingeladen. така, deiner Party eingeladen. Како ќе биде сега оваа реченица во сегашно време? Ich hab Не. Пак треба на местото на has треба да дојде ова eingeladen во инфинитив. Глаголот е einladen. Не. Значи, овде, еве се ќе напишам, глаголот е einladen. Знаеме дека е делив глагол. На местото на has треба да дојде глаголот laden, менуван според личната заменка до. А плюс се менува овој глагол. Има умлаут. Некој друг да сака да се обиде? Дајна. Така. Letzt du deine Schwester auch zu deiner Party ein. Хајде следната, Марија. Така. Was habt ihr zum Mittagessen gegessen? Was habt ihr zu Mittagessen gegessen? Како ќе биде сега оваа реченица во сегашно време, Марија? Прво, во кои лица има промени кај глаголите? Во кои лица... Упс, добре. Како ќе биде прашањето? Нема да биде ист. Ист ќе биде само во du ist и RZS ist. Во ија немаме промена. Est, was, est, така. Zum Mama, zum Mittagessen. Значи, кај глаголи кои што имаат промени, промените настануваат само во втора и трето лице еднина. А ова е второ лице множина и затоа глаголот останува ист. Односно се менува според тоа што го знаеме дека се менува во ред. Борче? Така. Супер. Gestern habe Fahrrad gekauft и gelesen.
gekauft. Вчера си купив велосипед. Како ќе биде оваа реченица во сегашно време, Бурче? Така. Сега ова gekauft доаѓа од глаголот kaufen. Само менувајте го глаголот kaufen, сега напишам kaufen, менувајте го во прво лице еднина. Gestern. Јас kaufe. Ich. Толку. Gestern kaufe ich ein neues Fahrrad. И последната. Ајде, Наташа. Ich habe heute noch die Zeitung gelesen. Да, ich habe heute noch nicht Zeitung gelesen. Ево перфект, како ќе биде оваа реченица во презенс? Ich lese heute noch die Zeitung. Супер. Супер, благодарам. Следната вежба, Wiederholung Verben. Ordnen Sie zu und ergänzen Sie den Infinitiv. Така и ние ќе направиме табела и ќе ги вметнуваме глаголите според тоа како градат перфект првенствено, а потоа ќе ги напишеме и нивните форми во инфинитив. Исто како што се дадени во самата табела. Односно, глагол, ге и те и пак 3 точки, ге и ена. Првиот глагол е веќе сместен, gearbeitet. Тој завршува на т и неговата форма во инфинитив е arbeit. А следниот, ајде сега поред Енвер. Gewohnt, да. Дали во првата или во втората група? Во првата, така е. И како гласи глаголот во инфинитив? Wohnen. Глаголите во инфинитив мораат да завршуваат на ена. Wohnen. Добре. Следниот, Наташа? Geglaubt. Да. Во првата група, инфинитив glauben. Да. Што значи глаголот glauben? Glauben мисли или верува. Да. Следниот, Бурче? Gesucht. Да. Во првата група, како ќе биде во инфинитив? Да, со ено треба да заврши. Како ќе биде во инфинитив? Suchen. Глаголот suchen, може сме го споменале, ама сепак нека стои уште еднаш. Преводот значи бара. Следниот е веќе класифициран, тоа е глаголот gesprochen.
Неговата форма во инфинитив е sprechen. Марија, следниот. Gekostet. Да, Првата група. добро. Kostet. Така е. Што значи костен? Колку чини? Така е, чини. Цена. Така е, чини. Следниот глагол енвер. Gefunden. Во која група прво? Да, во втората. Како ќе биде овој глагол во инфинитив? Овој глагол во инфинитив ќе биде finden. Што значи глаголот finden енвер? Не, наоѓа. Наоѓа. Добро. Следниот, Наташа? Gesagt. Да. Gesagt за првата група, инфинитивот е sagen. Така е. Кажу. Така вели или кажува. Следниот Борча, благодарам. Следниот Борча. Да. Во која група? Во првата или во втората? Во првата. Како ќе биде овој глагол во инфинитив? Браухен. Браухен. На македонски значи треба. Следниот глагол, Марија? Geschrieben. Да. Втората група. Schreiben. Пишува. Да. Geschrieben од schreiben. Следниот енвер? Gewusst. Да. Ова е неправилен глагол. Wissen е во инфинитив. Wissen знае. Добро, следниот, Наташа. Следниот е gelacht. Само eingeladen да го запишам, извинете. Eingeladen, тој веќе е сместен. Einladen. Знаеме, кани, поканува. Може следниот, извинете, Наташа. Gelacht во неправилен е. Неправилен е. Правилен глагол е gelacht. Да, да. Lachen е инфинитив. И што значи шелахен, се смее. Супер. Следниот, Борча. Gesungen, да. Во која група? На ена завршува. Во втората. И ова е направилен глагол. Во инфинитив, како беше пее, Борча? Zingen. Zingen пее, да. Следниот, Марија? Gefrühstückt. Да. Во првата група. Frühstücken. Појадува. Така. Gefrühstückt. Во инфинитив, frühstücken. На македонски појадува. Следниот, енвер? Gelernt. Добро. Супер. Gelernt. Lernen. Ајде следен. Наташа. Geliebt. Инфинитив lieben. Да, што значи lieben? Нешто сака. Сака, да.
сака, ама некако мехтенс, што го кажавме, туку како има цел израз их либе диш. Те сакам тебе, значи како љуби. Така сака. А следниот, Борче, Гезеен, да. Тој е во која група? Во втората. Така, како ќе биде во инфинитив? Само се трга ге. Зеен. Глаголот зеен значи гледа. А следниот? Марија? Getrunken. Во втората група, trinken, пие. Така е. Хајде следниот Енвер. Така. Така е. Anrufen во инфинитив. Бидејќи е делив глагол. Angerufen и anrufen во инфинитив. А следниот Наташа. Веќе е запишан пак. Eingekauft. Eingekauft во инфинитив einkaufen. Добро. Следниот може Наташа. Следниот геномен во втората група Да, genommen. од немен. Така, од немен. Зема. Да. Следниот Борча. Aufgeräumt. Да, Мама, вака ме пушти си во првата. И како ќе биде во инфинитив? Како ќе биде? Aufräumen. На една мора да заврши глаголот во инфинитив. Aufräumen. Aufräumen. Добро. Следниот Марија? Gerede. Да. Во првата група, реден, зборува. Така. И последниот Енвер? Да, gedacht. Во инфинитив? Не. Denken. Denken. Мисли. Добро. Седмата finden Sie die Partizipien und ergänzen sie. Најдете ги партиципите и дополнете ги. Исто така имаме реченици. Ќе ги напишеме и во перфект и ќе ги напишеме по тој во сегашно време. Првата е веќе запишана. Денис hat letzten Freitag eine E-Mail geschrieben. Како ќе биде Наташа оваа реченица во сегашно време? Денис schreibt letzten Freitag eine E-Mail. Да. Eine E-Mail. Ајде, Борче, следната. Сега, Марија, оваа реченица нема граматички е точна, ама нема смисла. Не може да пишува минатиот петок. Затоа е реченицата во минато време. Ама сега си ја правиме во сегашно време и не ги менуваме зборовите и ги оставаме така. Граматички е точна, логички не е точна. Ајде, Борче, следната. Пак реченицата треба да почне со Денис hat letzten Freitag.
Музик. И што ќе дополниме, кој глагол? Минатиот петок слушал музика. Да. Како е слуша? Gehört. Како ќе биде сега Бурче оваа реченица во сегашно време? А ако е полесно, глаголот во инфинитив е hören. Еве тука ќе го направам. Ај се hören во трето лице еднина. Денис? Така е. Letzten Freitag музик. Ето така. Супер. Следната во перфект, Мари. Dennis hat letzten Freitag Tennis gespielt. Така. Freitag. Dennis spielt letzten Freitag Tennis. Така. Сега ме разбра, реченицата се е точна, граматички, ама не е точна логички. Затоа што не може минатата недела да играм сега во момент со нешто во моментот, меѓутоа се бидејќи вежбаме, затоа ги оставаме истите зборови да стојат. Не, това го разбирам, ама некој пат има реченици, мислам, некој пат многу често има реченици во германскиот текст што кога ги кажеш не звучат точно, не звучат правилно и тука Дека ги споредуваме со нашиот јазик, затоа. Кога не би ги споредувале, тогаш, ама не би можеле да не ги споредуваме, бидејќи македонскиот ни е мајчин. Заради тоа. Добро, Енвер, следната. Dennis hat letztes Freitag seine Freundin am Bahnhof genommen. За Gehalt. Така е, seine Freundin am Bahnhof Gehalt. Како ќе биде оваа реченица сега во сегашно време? Енвер? Да. Не, сега ми треба глагол. Сега треба глагол на второ место. Ова Gehalt во инфинитив е холен. Сега да го менуваме според Денис во трето лице еднина. Dennis am Freitag Глаголот. Како е холен во трето лице еднина? Holt. Денис holt letzten Freitag seine seine Freundin am Bahnhof. Да. Следната реченица, Наташа. Dennis hat letzten Freitag Freunde in einem Café getroffen. Hat letzten Freitag Freunde in einem Café Во сегашно Денис треф неправилен глагол. Неправилен. Трефен, ето, преминува во и. Ето, преминува во и. Да. Денис трифт. letzten Freitag Freunde in einem Café. Да. Dennis trifft letzten Freitag Freunde in einem Café. А следната, Бурче. Haben diesen
Пак целата реченица почнува со Денис. Ха, Abendessen, Abendessen. Готвел. Како беше глаголот готви? Еве го, само овие две треба се прочитаат. Gekocht. Како ќе биде оваа реченица сега во презенс? Денис? Така е. Letzten Freitag Abendessen. Да. И последната. Марија? Dennis hat letzten Freitag in der Disco getanzt. Така. In der Disco getanzt. Dennis tanzt letzten Freitag in der Disco. Така. Денис tanzt letzten Freitag in der Disco. Добро, супер. И последната вежба, 8-та. Antworten Sie auf die SMS, verwenden Sie das Perfekt. Одговорете на пораките, користете перфект. Првата порака, прочитајте Енвер. Die Claudia, holst du bitte Paula am Bahnhof ab? Ich hab keine Zeit. LG Max. Liebe Grüße. Супер. Дали можеме реченицата? Пак сум тука, уствари можам. Само сега ќе биде обратно во презенс. Реченицата гласи: Holst du bitte Paula am Bahnhof ab? Можеме ли оваа реченица да ја направиме сега во перфект? Кој сака да се обиде? Слободно. Да, Paula am Bahnhof ab. Hast du bitte Paula am Bahnhof Holt. Да, abgeholt. Супер. Хајде сега Борче следната. Hallo Max, Јас веќе ја земав Паула. Со ова со abgeholt. habe, Така. Ich habe Paula. Да. И на крај abgeholt. Ich habe Paula schon, толку точка има, abgeholt. Ајде сега, Марија, како ќе биде оваа реченица во сегашно време? Поле Да. Paula schon. И на крај Ab. up. Бидејќи глаголот е делив. Добро, Енвер, следната. Sie, super Wein и празно место.
Значи сите глаголи градат перфект со haben. Sie? Sie haben, Да. Бидејќи е во еднина на една Паула се мисли sie hat. sie hat, Sie hat super Wein донела со себе. Глаголот mitbringen во перфект ја добива формата mitgebracht. Да, во заграда ќе става mitbringen. Како ќе биде инвер оваа реченица во сегашно време? Paula gebringt, Сега нема ги. Само bringt. Paula bringt Paula bringt super Wein super Wein. и на крај mit. Супер. Wir sind schon zu Hause. Grüße Claudia. Ајде следната Наташа. Ова, das ist sehr nett. Да, тоа. Das ist sehr nett. Essen wir heute Abend zusammen. Да. Борче следната. Ja, natürlich. Wir haben Eingekauft. eingekauft und kochen jetzt. Jetzt. Ајде реченицата wir haben eingekauft да ја направиме во сегашно време. Перфект. Wir haben eingekauft. Како ќе биде оваа реченица во сегашно време? Wir kaufen ein. Wir kaufen ein. Super. Следната, Марија. Wir haben auch den zum Essen eingeladen. Да. Wir haben auch Susanne zum Essen eingeladen. Ајде сега инвер во сегашно време. Wir? Wir haben, Нема сега помошен глагол. Само einladen во точната форма. Wir и делив е глаголот. wir La- einladen, Wir laden wir laden auch zusammen zum Essen. zum Essen. И на крај што ни фали? Кој префикс? Ај. Супер. Добро. Понатаму има вежби за читање, исто со перфект. Меѓутоа, ќе ги работиме сега во учебникот, ќе продолжиме со задачите. Така што овие вежби секако следниот час, ако ни остане време, нема проблем исто така да ги направиме. Во учебникот ќе отвориме на страна... Сега најдам. Си ја имам до душа. На страна... На страна 63. Вежбата број 6. Hast du letzten Freitag E-mails geschrieben? Јас само ќе го преформулирам прашањето и ќе го поставам прво на Наташа. Првото прашање за Наташа, можам да го запишам, не е проблем, гласи вака. Was hast du? Дека биде со du. Was hast du
gestern, Vormittag, gemacht. Ich habe Mhm. gestern Vormittag ein Buch gelesen. Ein Buch Gelesen. gelesen. Бидејќи е направилен глагол. Was hast du gestern Vormittag gemacht? Ich habe ein Buch gelesen. Следното прашање за Бурча. Бурча, was hast du gestern Morgen gemacht? Што правеше вчера наутро? Реченицата треба да биде во перфект. Ich habe Да? Arbeit Ich habe gearbeitet. Danke. Danke. Maria, was hast du am Wochenende gemacht? Ich habe am Wochenende Tennis gespielt. Tennis gespielt, danke. Enver, was hast du letzten Freitag gemacht? Ich war in Disco letzten Freitag. Добро. Ich war in der Disco. И сега, добро, може и во претерито. Ќе дојдеме до ова лецтен, кој што го спомнавме и предходно го имавме во вежбата. Значи имате и во самиот учебник пишува дека кога именката од машки род, тогаш се користи лецтен, кога именката од среден род, тогаш се користи лецтес, а кога именката од женски род, тогаш се користи лецте. Ќе го запишам ова за да го напишам преводот во заграда. Значи за машки род лецтен, минатиот, и имаме лецтен Фрајтак, веќе го кажавме, или било кој дел од денот, односно ден во неделата, лецтен Фрајтак, или лецтен Монат, минатиот месец. За женски род, лецте, минатата, пример, лецте Воха, минатата недела. И за среден род, лецтес, исто на македонски минатиот. Само именката треба да е од среден род. Лецтес ја, минатата година. Кај нас годината е таа година. И последната вежба, was haben Sie gestern gemacht? Веќе кажавме, нели, по една реченица. За следниот недела во понеделник, ќе ве замолам
да направите еве како што е дадено тука, една листа во која што ќе наведете неколку часови и ќе напишете што правите во тие часови, а потоа како вежбата под С ќе напишете реченици кои што треба да бидат во перфект, како што е дадено тука. Ich habe um 7 Uhr gefrühstückt. Von 9 bis 12 habe ich gearbeitet. И така за целиот ден. Реченицата ich habe um 7 Uhr gefrühstückt. Во сегашно време ќе биде како, Марија? Ich frühstücke um 6 Uhr. Um 7 Uhr. Седно, um 7 Uhr, супер. Ich frühstücke um 7 Uhr и имаме уште една, тука што е дадена von 9 bis 12 habe ich gearbeitet. Како ќе биде инвер оваа реченица во презенс, во сегашно време? Како ќе биде оваа реченица инвер во сегашно време? Тука е, ама нема е вклучен микрофонот. Ајде, Наташа. Аха, извини. Arbeite ich. Глаголот е на второ место. Arbeite ich. Следно е 12-тата лекција, која што се наоѓа на страната 65. И се вика како, Наташа? Да, минатиот пат кога ги учевме глаголите, имавме и група на глаголи кои што завршуваа на ирен. Кажавме дека тие глаголи градат перфект со помошниот глагол haben, освен еден исклучок, и токму го наведовме глаголот пасиран. Ова прашање дадовме тогаш и пример. Ова прашање, was ist denn hier passiert? Прво ќе го напишам како наслов. Lektion 12. Was ist denn hier passiert? На македонски ќе биде лекција 12. Што се случило овде? Тука. Како ќе биде ова прашање во сегашно време? По заграда ќе го ставам, за да се знае дека е во сегашно. Кој сака да се... Was passiert denn hier? Вака ќе биде прашањето во сегашно време. Sehen Sie das Foto an und hören Sie. Was ist hier passiert? Was meinen Sie? Дадени се неколку опции што и не мора да значат дека ќе бидат релевантни за вас. Првата е Geburtstag. Der Geburtstag значи роден ден. Der Geburtstag. Роден ден. Потоа,
Die Hochzeit. Свадба, венчавка, да. Зилвеста. Нова година. И карневал. Карневал. Ајде сега да слушнеме. Морам се да престанам. Аха, и аудиото да го најдам. Mention. Тука ќе престанам за да можам сега да го пуштам ова. Слушам. Maria, was denkst du? Was ist hier passiert? Ich glaube, hier passiert ein Karneval. Добре. Hier ist ein Karneval passiert. Gut, Natascha, was glauben Sie? Was meinen Sie? Passiert eine Geburtstag hier. Добре, ich glaube, hier ist ein Geburtstag passiert. Gut. Enver, was meinen Sie? Was ist hier passiert? Ich glaube, hier passiert eine Hochzeit. Добре. И Борче, was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Според тоа што го слушнавме, што мислите дека се случува? На тоа што го слушнавме и според сликата која што ја гледам. Прочитајте го примерот. Тоа што е дадено во облачето. Gefeiert. Da. Ich glaube, die Leute haben Geburtstag gefeiert. Како реченицата die Leute haben Geburtstag gefeiert ќе биде во сегашно време. Кој сака, може да се вклучи и да каже. Die Leute haben Geburtstag gefeiert. Die Leute feiert Feiert? Geburtstag. Супер. Die Leute feiern, уствари затоа што се во множина die Leute, луѓе, feiern Geburtstag. Глаголот feiern сме го запишале, ќе го запишем уште еднаш. Дека значи слави, прославува. Wann haben Sie das letzte Mal gefeiert? Erzählen Sie. Natascha, wann haben Sie das letzte Mal etwas gefeiert? Ще еднаш
Wann haben Sie das letzte Mal gefeiert? Кога сте прославиле нешто последен пат? Ich habe meine Tochters Geburtstag gefeiert. Super. Ich habe meine Tochters Geburtstag gefeiert. Wann war ihr Tochters Geburtstag? Meine Tochter Geburtstag War war letzte Woche. Und wo haben Sie gefeiert? Wir haben gefeiert. Gefeiert на край. Wir haben zu Hause. Gefeiert. Так. Maria, was hast du das letzte Mal etwas gefeiert? Wann hast du? Ich habe mein Hochzeit gefeiert. Wann? Wann hast du gefeiert? Ако ти е по-лесно прашањето. Ich habe letzten Monat Gefeiert. gefeiert. Und wo war deine Hochzeit? Mein Hochzeit war im Restaurant. Im Restaurant. Danke. Enver, wann haben Sie das letzte Mal gefeiert? Ich habe letztes Monat von meinem Neffe Geburtstag gefeiert. Mhm. Und wo war der Geburtstag? Der Geburtstag? Zu Hause. Danke. И Burce, wann haben Sie das letzte Mal gefeiert? Кога прославивте нешто за последен пат е прашањето. Habe Добро. moj rodendan. Ich habe meinen Geburtstag gefeiert. Wann? Wann war Ihr Geburtstag? Кога беше вашиот роден ден? Август, како е на немски? Im August. Денеска ќе ги учиме месеците im August. Gut, danke. Следната вежба е на следната страна. Feste und Events. Was passt? Hören Sie und ordnen Sie zu. Значи, фестивали и настани, што одговара, слушнете и распоредете. Прво ќе ги слушнеме, а потоа и ќе читаме овде што пишува. Првиот текст, сега ќе го пуштам. Со која слика одговара овој исачок?
Што мислите? А, Б, С ода Д. С, Од С, следно. Welches Bild passt? А, richtig. Да се гледа Па не може да се гледа во исто време и слушањето и ова како се вика и учебникот. Welches Bild passt? Па Д го имаше ова, не го имаше, како се вика, ова кругов што врти? под Д, Од Д, ајде да слушнеме дали останува Б. Welches Bild passt? ова е С. Сега е С. Сега е С. Да. Gut. Вежбата под Б вели lesen Sie und notieren Sie. Hilfe finden Sie im Bildlexikon. Така и ќе ги направиме во лексиконот со слики, се ќе споделам. Имаме денеска да ги запознаеме имињата на месеците и годишните времиња. Исто како што ги пишувавме, еве ги најгоре. Исто како што ги пишувавме, например, деновите од неделата, така имаме правило и за како се вика и за месеците и за годишните времиња. Сите се именки, како што можете да забележите од сликата, сите се именки од машки род. Ќе ги напишеме вака под цртичка, Monate und Jahreszeiten. И одма ќе напишам со црвено дека именките што означуваат имиња на месеци и годишни времиња во германскиот јазик се секогаш именки од машки род. Односно со определен член Д. Ќе ставам
табела ми требаат надоле 12 и вака да ги спојам за годишните времења. Овде ќе бидат моната, од левата страна ќе бидат моната, а од десната јаресцајте. Ќе ги делиме точно онака како што се дадени тука според годишните времења. Првите 3 се Мерц, Април и Мај. Годишното време за овие 3 се вика Der Frühling. Требаше со деја да ги пишувам. Der Frühling. Или пролет. На македонски пролет. Значи der März, der April, der Мај. Следните 3 месеци се der Juni, der Juli и der August. Годишното време се вика der Sommer, односно лето. Следните 3 месеци се der September, der Oktober и der November. Сите овие 3 месеци припаѓаат на новогодишно време, кое што се вика der Herbst, односно есен. И последните 3 месеци кои што ја опфаќаат зимата се месеците der December, потоа der Januar и на крајот der Februar. Сите овие исто така имаат едногодишно време, кое што се вика der Winter. На македонски зима. И сега вежбата вели вака. Lesen Sie und notieren Sie. Прочитајте и забележете. Односно, од нас се бара да направиме и не мораме да правиме, сега ќе читаме само, секој ќе си прочита по еден текст, каде што треба да се внесат информациите. Во, seit wann, од кога, тоа ќе не биде важно, затоа што денеска ќе го споменеме и начинот на читање на годините во германскиот јазик. Wann се мисли на монат и wie lange, односно колку долго, и wie viele Besucher, колку посетители. Хајде прво да ги прочитаме, потоа ќе направиме табела и ќе ги внесеме овие податоци. Првиот текст под А нека го прочита Енвер. Оставете го редниот број. Оставете го редниот број. Auf den 1. Januar feiern Menschen in der
Brandenburger Tor in Berlin. In Berlin. Да. Ајде сега вака. Намалам ова. Јо. Требал. Вака ми треба 1, 2, 3, 4, 5. 5 и надолу ми требаат уште вака коцка. Првото значи нема ништо, второто е во, каде, третото е seit wann, од кога, четвртото е wann, Monat, односно wie lange, колку долго, и wie viele Besucher. Ќе напишам долу и во иднина der Besucher, во иднина die Besucher во множина, посетител, односно посетители. Што се прославува во Енвер во ова што го прочитавте? Nova година, Силвестр. Зилвеста Brandenburger Tor во во Берлин од 31 декември. од 31 декември. Добро. Auf den 1. Jan. Не, овде се мисли од 1995. Wann? Monat? Во кој месец? Децембар, Децембар. јануар, Wie lange нема. И последното е wie viele Besucher. Колку посети? милион, Да. Eine Million. Во Берлин. Вториот натаж. Под Б. Den Karneval in Delft ist derzeit 1823. Nennt am 12. November um 11, 11, 11. 11 nach 11 Uhr an und hört im Februar oder im März. März auf. Die ganz großen Karnevalfeste sind immer an den letzten Festtagen. Долу пишува Karneval. Auch Fasching oder Fasnacht gibt es auch an vielen anderen Orten. Fasching, Maskenbal. Ајде сега да ги пополним информациите за што добивме информација. За каков вид на прослава? Karneval Да, карневал во in Köln. Seit wann? seit 8 Има 1800. Од кога е seit wann? Aha, 1823. Да. Wann? Monat? Februar oder im März. Fängt am 11. November. Започнува во новембар, а трае до wie lange, колку месеци, а вели und hört im Februar oder im März auf. Aufhören е престанува. Да.
Aufhören, ќе ги запишам двата се нови глаголи. Aufhören е престанува. Ќе им ставам и дека се деливи. А вториот беше anfangen, започнува. Anfangen, започнува. И колку долго ќе стои до горе? Wie lange? November, Dezember, Januari, Februari, 5 oder 6 Monate. Да. Wie viele Besucher? Имаме ли таква информација? Немаме таква информација. Gut. Danke, Maria. C. Seit 1985 gehen viel Rockmusik an im Mai oder Juni zu Rock am Ring. Das Festival am Nürnbergring. In der Eifel dauert. dauert 2 bis 3 Tage. Und die Uhr können die 70.000 bis 80.000 Besucher. Besucher ihre Lieblingsband Band Hören. Добре, за каков тип на настан станува збор? Па да ставиме рок фестивал. Добре. Во? Nürburgring. Nürburgring in der Eifel. Nürnberg, кого? Да, во Нюрнберг. Само така им се вика местото. Nürburgring. Добре, seit wann? Seit 1985. Wann? Кога се одржува? Май. Mai oder Juni, да. Wie lange dauert? Имаме и таква информација. 2 2 bis 3 Tage. Така, 2 bis 3 Tage. И wie viele Besucher? 70.000 bis 80.000. Да, 70 bis 80.000 Besucher. Danke. И С, односно Д, се извинувам, Борче. Fair, ungefähr 2 Wochen. Bis 6 Besuch. Како ќе го насловиме овој фестивал? Октоберфест. Во? Каде се одржува? In München. Seit wann? Wann? Кога се одржува? September oder Oktober. И wie lange dauert? Колку долго трае? 2 Wochen. Ова ungefähr значи околу, отприлика. Ungefähr околу или отприлика.
И wie viele Besucher? Millionen 5 bis 6 bis 6 Millionen. 5 до 6. 5 bis 6 милиони. Бидејќи веќе сме ги работеле начинот на читање на броевите и на годините, сега само ќе се подсетиме дека кога имаме број, тој го разложуваме и ако го земаме, само еден ќе земам. Значи пак ќе напишам начин на читање на броевите и годините. Ако го имаме бројот 1995, истиот овој број ќе го разложиме на следниот начин. На илјадарки, плюс стотки, плюс единици и десетки. И бројот 1995 на германски ќе биде 1000 900 95. За разлика од тоа, кога ќе земеме годината 1995, треба да знаеме дека истата таа ја делиме на половина. Значи ја делиме на два дела, помеѓу 19 и 95. И ја разделуваме на следниот начин. 19 стотки плюс 5 и 90. Или на германски 1900 95. Ова правило за делење на годините на два дела престанува да важи во 2000-та година, кога годините се читаат исто како броевите. Односно, 2025 ќе се прочита исто и како број и како година. Број плюс година, а тоа е 2025. И 2025 и 2025 на германски ќе се прочита како, односно ќе се каже како 2025. Така. 2025. Односно не ја делам на 2025, туку и годината и бројот ги читам како број. Односно ја можам овде да напишам и дека ги делам како година, односно на 2000 плюс 5 и 20. Значи 2000 плюс 5 и 20. 2025. Како ви кажале 2003? 2003. Исто како и бројот. Не додаваме 100, не додаваме ништо. Не, 2003. И тука нема 100. 2025. Значи 2003 ќе разложам на 2000 плюс 3. Немам ни сврзник унт ни ништо, бидејќи унт се додава само помеѓу единици и десетки. И затоа ќе биде 2003. 2003.
Следната вежба, Enver, auf welches Fest möchten Sie gern gehen? Auf welches Fest möchten Sie gern gehen? Ich möchte gerne Не, да одговорите за вас, не мора пример да го читам. Да одговорите за вас. gerne Silvester. Wo? In Berlin feiern? Gut. Natascha, auf welches Fest möchten Sie gern gehen? Ich möchte gern Oktoberfest in München Feiern. feiern. Gut. Maria, auf welches Fest möchtest du gern gehen? Ich möchte gern in Karneval gehen. Auf einen Karneval gehen, danke. Und Burce, auf welches Fest möchten Sie gern gehen? Auf welches Fest möchten Sie gern gehen? Вижбата под се. На кој фестивал би сакале со задоволство да одите? Може и со некој од овие горе. Mochte Мгм. gern Oktoberfest. Oktoberfest in München feiern. Gut, dank. Исто така имаме тука една забелешка дека кога користиме зборчето ван, тогаш во месеците и во годишните времиња, со годишните времиња користиме зборче им, исто како што користевме и со деновите од неделата. Следната вежба 4. Warst du schon mal in Deutschland auf einem großen Fest? Сте биле ли досега на голема прослава во Германија? Сега ќе видиме вака вели вежбата. Was ist richtig? Hören Sie die Interviews und kreuzen Sie an. Ќе го слушнеме првиот интервју, потоа ќе ги прочитаме речениците и ќе кажеме was ist richtig, was ist falsch. Истото ќе го направиме и со вториот диалог. Само морам да престанам ова да го споделувам, за да можам да го пуштам слушањето. Аха, еве го горе. Hier 2. 1 ми треба. Gut. Ајде првата реченица да ја прочита Наташа. Хенри.
Richtig oder falsch? Следната, Марија. Endre ist letztes Jahr im Oktober zum Oktoberfest geflogen. Richtig. Richtig. Enver. Hat viel nette Leute getroffen. Hat viele nette Leute getroffen. Richtig oder falsch? Richtig. И Борче. Mochte dieses Jahr wieder zum Oktoberfest fahren. Richtig oder falsch? Richtig. Richtig. Сега ги го слушнаме и вториот. Gut. Првата реченица Бурча. Carmelo und Davito Студиран. studieren in Flensburg. Richtig. Nein. Каде кажа дека студираат? Фалш, да. Каде кажа дека студираат? Кој слушна? Хамбург. Danke. Следното, Марија. Sie waren im März bei Rock am Ring. Sie war falsch. Wann waren Sie bei Rock am Ring? Sie waren im Mai bei Rock am Ring. Richtig. Drei, Natascha. Das Festival hat Ihnen. Hat Ihnen gut gefallen. Richtig oder falsch? Им се допаднал. Фестивалот им се допаднал на нив. Richtig, да. И Enver? September fahren sie nach Berlin. Falsch. Wann fahren Sie nach Berlin? Dezember. Im Dezember fahren Sie nach Berlin. Во оваа вежба веќе започнуваат глаголи кои што се користат со заин. Нив ќе ги оставиме за следниот пат да ги објасниме, а во минутиве кои што преостануваат ќе одиме повторно во работната тетрадка на страна 90. Вежбата под Б. Wie heißen die Jahreszahl? Lesen Sie laut. Како ќе се вика 2054 година? Еве ќе почнеме од Мари. 2054.
Така е, 2054. Борче 1255. Сега се дели на два дела. Дванаесет стотки, 5 и 50. Како ќе биде тоа на германски? Не, на два дела се дели сега. 12 стотки, 5 и 50. 12 стотки, 12, 100, 5, 55. Danke. Enver? 1966. 1966, richtig. Ajde, Natascha? 1832. Така. 32. И бидејќи 2000-та веќе имаше Марија, Бурче. 2001. 2001. Wann haben die Personen Geburtstag? Кога имаат роден ден личностите? Првата, Хане, пишува 14.5 и пишува им мај. Марија Ван hat Bernd Geburtstag. Ми треба само месец и напред зборчето им. Im April. Natascha, wann hat Sabine Geburtstag? Im Februar. Enver, wann hat Florian Geburtstag? Месец. Не, месец. Август. Im August. Im August. Борче, wann hast du Geburtstag? Кој месец? Wann hast du Geburtstag? Во кој месец ти е роден ден? Е прашањето. Im August. А Марија, wann hast du Geburtstag? Im August. Natascha, wann hast du Geburtstag? Im Mai. И Enver, wann hast du Geburtstag? Im November. Има некој тука ке слави. За некое време. На крај. 28. Good. И па тука, бидејќи следните вежби веќе се со перфект и со тоа што треба да го работиме, ќе го завршиме часот. Уште еднаш ќе повторам. Во учебникот на страна 64, сега ќе ви го прикажам, ќе им пишам и во документот, да видиме кој ќе прочита. На страна 64, was haben Sie gestern gemacht? Ова е за во понеделник, значи. Ќе си направите една листа на која што по часови, нека има, не знам, 5 часови, ќе си направите листа и ќе ги напишете активностите, а потоа, како вежбата под С, ќе напишете реченици за секој час што правите во тоа време во перфект. Ако има нешто нејасно, секако ќе може да ме прашате и во среда. Имајте убава вечер и се слушаме во среда пак. Пријатно, чао, фала, чао.